песни посветени на страдањата и копнеж од породната грудка на оние кои во 1948 година беа принудени да ги напуштат родните огништа, ечеа во Штип на 24-та поред Егејска вечер. И ова година на ова вечер, ова Егејска вечер, ќе се промовира културата на македонската песна, македонските ора, посебно од егејскиот дел на Македонија. Културата била и останува амбасадор на целиот народ, посебно па на македонскиот народ. Културата на луѓето од Беломорието е специфична по многу нешта и вистински репрезент на нивниот бит и уникатност. Егејскиот народ има една специфична нишка на култура, што е малце поразлично од другите. И тоа е за пофалба и тоа треба да се негува. Како што се негува преку вакви настани, каде што ние помалите, помладите, кои што не само што потекнуваме некој од нас како јас, мојот дедо е од егејскиот дел, туку и другите во Македонија може да видат за каков народ се станува, за каква култура станува збор и со какви работи они се истакнати. 29 години на фестивалот Гоце Фест се изведуваат песни посветени токму на екзодусот на егејците. Најдобрите од нив се дел од посебно CD кое беше промовирано во Штип. Ова е направен избор еден на 18 песни кои се наоѓаат на ова CD, а го издадовме годинава, исто така во соработка со Сдруженијето и со помош на градот Скопје и Советот на град Скопје, градоначалникот Нели Шилегов кој помогнаа во сето ова, а посветено е годинава на 70 годишнината од тие трагични настани, нели, 1948 година. Штип е едно од местата каде по 48-та се населиле голем број семејства од егејскиот дел, па од тука тие се значаен дел од културниот и општествен живот на градот. Посакувам да оваа наша дружба или плодна соработка продолжи и во наредниот период. Верувам дека тоа ќе биде така, заради тоа што имаме искрени цели на Америка како општина Штип да помогнеме секаде каде што можеме и да бидеме присутни, со што ќе оддадеме наша почит и поддршка. Егејската вечер во Штип е традиција стара 24 години. Годинава таа се поклопи со одбележувањето на 70 годишнината од екзодусот. Приликата беше искористена за врачување на благодарници на сите оние кои го дадоа својот максимум во организирањето на овој значаен и болен јубилеј, подсетник на едно минато време, на едни откорнати спомени, но и едни длабоки корени на непокор и цврст идентитет.